Матичарите го продолжуваат штрајкот. Најден е заеднички јазик за барањата за кои е надлежно Министерството за правда, но се уште останува главниот проблем за линеарно зголемување на платите за 30% кои го адресираат кон Министерството за финансии. Вработените во управата и правда се договорија за К15 во висина од 60%. На матичарите ќе им се плаќаат венчавки ако се одржат во сабота и надминато е недоразбирањето во делот на исплаќање на опремнина. Останува барањето 30%, меѓутоа донесоме заклучок дека следните активности што ќе ги правиме како независен синдикат, ќе ги насочиме према Министерството за финансии, бидејќи сега целиот колективен договор, како што е усогласен, значи со управата во правда и со синдикатот, ќе биде доставен во Министерството за финансии. Колективниот договор на адреса на финансии ќе биде доставен најдоцна утре, а рокот за одговор е до понеделник. Во спротивно, синдикатот најавува масовни протести пред Министерството за финансии. Според председателот на независниот синдикат на управата за матични книги, штрајкуваат 70% од вработените, а не како што се изјаснил Топанчевски дека во штрајк се само 20%. Шалтерите на матично се отворени за издавање документи само за итни случаеви. 70% се штрајкуваат, а не, како што кажа министерот, 20 до 25%. Сега Маријан го кажа тоа, значи ги усогласивме, имавме многу недоразбирања некои што се во врска со колективниот договор. Значи тука ги кажа Маријан дека 60% од просечната плата на ниво на држава дека имаме побарана, тоа го прифатија и они, значи исто и за венчавките што ќе бидат, не се плаша тие што се во самата управа што се извршуваат венчавки, да се плашаат и сабота, дека ќе им излеземе во пресред на граѓаните. Значи стварно тие што имаат стварно потреба, значи хитна потреба, знаете какви имаат болни луѓе, значи што треба странство, некои ептен што треба се лекуваат, тие што претходно венчавки што направиле. Штрајкот започна на 27 април, а минатата недела дел од вработените излегоа на протест пред Министерството за правда, пошто беше одржана првата средба во Министерството кога им беа исполнети дел од барањата. Штрајкот ќе продолжи се до исполнување на барањето за зголемување на платите.